56-годишниот Корнелијас Јоханес од Холандија без една нога викендов пливаше на Охридскиот маратон. За прв пат во историјата на маратонот учествуваше инвалид, влюбеник во пливањето, но и во Охридското езеро. Рамо до рамо со врвните професионалци, холандјанецот кој ја изгубил ногата во тешка сообраќајна несреќа, покажа дека физичките недостатоци не може да бидат препрека за големи подвизи. Идејата да учествува на маратонот се јавила лани, кога успеал во бура, силно невреме и бранови да преплива од Струга до Охрид. The problem was that in 1 hour, 2 hours Проблемот беше во тоа што околу 2 часот се појави невреме и не знаев ни каде пливам, ни каде одам. Огромни бранови од 1 метар. Туристичките бродови ме бараа, мојата сопруга пријави во полиција. Таа беше преплашена. Во 18 часот и 30 минути по пладнето успеав да се вратам. Една протеза има за пешачење, а друга специјална изработена за пливање. За маратонот се подготвувал цела година во Холандија, но изминатите 10 дена во Охрид. Then you have to practice every week for За човек како мене со протеза, јас сум инвалид без една нога, мора да се вежба секоја недела од 4 до 8 часа. Во спротивно нема да може да се плива. Јас вежбав, ова е многу долга дистанца, јас вежбав секој ден на помало растојание. Колку е подолга дистанцата, толку повеќе треба да се вежба. Животот е убав, а соништата се остваруваат, смета човекот кој 6-та година доаѓа на одмор во Охрид, вели дека црпи енергија од природата и љубезните домакини, сака да ги мотивира луѓето со физички недостатоци да не се откажуваат од предизвиците. There's always a possibility to do something what you like. Секогаш има можност да се направи тоа што се сака и секогаш има можност да се издигнеш на повисоко ниво. Кога си инвалид или имаш некој недостаток, секогаш може да направиш нешто. Јас тврдам дека секој кој има хендикеп може да плива, да вози велосипед, да пешачи, се е во мозокот. Кога мозокот е добар, се е добро и животот е убав. Успеа да исплива речиси половина од езерската патека. Иако не стигна до целта на градското пристаниште во Охрид, позитивната енергија не го напушти. Битката не престанува, не се обесхрабрува, напротив се мотивира, ќе продолжи со макодребно вежбање, а идната година повторно ќе се обиде да го преплива Охридското езеро.